Го гледате најновото издание на регионалните вести на телевизија КИС. Празникот Свети Наум Охридски чудотворец се одбележа во истоимената манастирска црква на Попова шапка. Божествена литургија отслужија двајца владици на Македонската православна црква во сослужение на повеќе свештенослужители. Со црковно-народен собир денес беше одбележан празникот Свети Наум Охридски чудотворец во истоимениот манастирски комплекс на Попова шапка. Традиционално за ова празнување доаѓаат голем број верници од сите краеви на Македонија. Во патроната црква беше отслужена света божествена архиерејска литургија, чиноначалствувана од митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф, заедно со митрополитот Кумановско-Осоговски господин Јосиф, во сослужение на повеќе свештенослужители. И оваа година ја продолжуваме долгогодишната традиција и повторно се собравме во овој ден, во овој храм, не само да одбележиме манастирската слава, но пред се да се подсетиме на животот, на делата, на безбројните чуда, воспевајќи и прославувајќи го сечесниот спомен на Светиот Наум Охридски чудотворец, еден од најревносните ученици на солунските рамноапостолни браќа, просветители Кирил и Методи. Плодовите на животот и делото на Светиот Наум се идентични со плодовите на Светиот Дух, бидејќи тој ги исполнил Павловите зборови: ако живееме со дух, по духот сме должни и да постапуваме. И на тој начин ни дал безпрекорен пример на нас, неговото наследство, ни дал пример за осветување, кој вечно не повикува да кажеме големо не на искушенијата и херојски да издржиме во нашите животни страданија, а во нив со сигурно ќе издржиме само ако имаме вера. Верата е таа преку која нашиот Свети Наум, преку многу маки и страданија, покрај сите омрази, хулења и осудувања, кои ги претрпел заедно со светите браќа Кирил и Методи во Моравија, од страна на латинското свештенство, никогаш не се откажал од својот духовен подвиг, туку напротив, знаејќи ги зборовите и поуките од денешното свето Евангелие, знаејќи дека во Христовото царство блажени ќе бидат оние кои страдаат во овој свет, сиромашните, гладните, оние што плачат, но и оние врз кои се хули, кои се гонети и клеветени заради Синот човечки. За да го исполниме законот Христов, законот на оној кој собра околу себе многумина од цела Јудеја и од Иерусалим и од приморието Тирско и Сидонско, кои доаѓале да го слушаат и да се исцелат, потребно е да го следиме Светиот Наум, кој пред нас го поминал тој пат кон Царството Небесно. Патот на кој треба да се најде секој еден христијанин. Светата литургија беше збогатена со црковно пеење на реномираниот женски младински хор Менада под диригентство на маестро доктор Ивица Зориќ. По литургијата во дворот на манастирската црква беа прережани кумските колачи, пошто беа поделени парчиња од лебовите, а паричките во нив ги одредија кумовите за прославата на празникот за следното лето. Небот, виното и пченицата со Твојот свето, сега секогаш и во вечни векови. Боже, во слава и чест на Светиот Наум Охридски чудотворец, прими го Твојот свет на Тебе, свети мисловен Твој жртвеник. Во името на Отецот, Амин, и Синот, Амин, и Светиот Дух, Амин. Благословиме Его, Велико име, Света Троица, Пресвета Богородица, помагайте Христос при нас, нагоре да трчим. Ова, чуј, знаеш? Нагоре. Ајде, видно. Готово. И вече готово. Готово. Велико име, Света Троица, Пресвета Богородица, помагайте Христос помеѓу нас и ќе биде. За сите присутни на црковно-народниот собир во манастирскиот комплекс Свети Наум Охридски чудотворец на Попова шапка беше приреден ручек кој го благослови митрополитот господин Јосиф. Нов објект на детската градинка Младост во селото Джепчиште денес свечено беше пуштен во употреба. Во објектот ќе бидат згрижени 50 деца од селото и околината.
Денес свечено беше пуштен во употреба нов објект на детската градинка Младост во селото Джепчиште. Во објектот ќе бидат згрижени 50 на деца од селото и околината. Како што веќе знаете, ние интензивно сме работеле и имаме покриено голем дел од руралното подрачје на општина Тетово со дневни центри, но нас ни беше многу важно, имајќи го предвид фактот дека тука го имавме објектот, да стигнеме истиот да го реновираме и после тоа заедно со градинката, значи да го ставиме комплетно во функција. Од тоа што бев информирана, значи се работи за капацитет од 50 деца, за две возрастни групи, така да сметам дека и за овој дел на општината Тетово имаме добро, солидно решение, што значи многу за семејствата, за да можат да ги згрижуваат децата токму во блиску до нивните куќи. Значи следени се прописите и следени се значи местноста, населеното место, колку население живее тука. Ние и така побарувачката, значи за градинките во Тетово е многу голема, така да нашата тенденција е да можеме што повеќе да се децентрализираме за да стигнеме со објекти што поблиску до семејствата и на тој начин и да го намалиме да ја намалиме побарувачката, значи за во градот, но исто така да има олеснувачки околности и за семејствата за да можат пешки да ги носат децата и да ги вратат дома. Во услови кога се бара место повеќе за згрижување на децата во претшколска установа, секој нов објект е добродојден за решавање на проблемот со долгите листи на чекање. Денеска имаме голем празник за нашата градинка, бидејќи нашата градинка денеска добива уште еден објект, што не е малку за нашиот град. Можеме да и се заблагодариме на градоначалничката за заинтересираност за малите деца. Тука, како што рече градоначалничката, ќе престојуваат 50 деца. Со тоа, значи, че имаме помалку деца во објектите во градот, што уште повеќе ни помага за да можеме да примиме повеќе деца во објектите што ни се во град Тетово. Пишани се децата, све е завршено, истакнати се имињата на децата примени, но во градинките, како и секогаш што кажуваме, се примат децата преку цела година. Значи, со едно место кое ќе ни се ослободи во текот на годината, одма го пополнуваме со наредно дете. Капацитетот на сите објекти на јавната установа детски градинки Младост од Тетово е околу 500 деца, а бројот на запишани деца е за неколку стотини повеќе од тоа. Новиот објект во Джепчиште, но и најавената нова градинка во дворот на основното училиште Кирил Методи во Тетово се очекува да го зголеми капацитетот и да ја намали листата на чекање за упис. Од движењето против коцкање денеска на пресконференција обвинија дека казиното лоцирано на булеварот Илинденска во Тетово продолжува да се опремува. Според нив тоа се случува и покрај тоа што објектот ги нема потребните документи за работа, а управниот суд донел забрана за отворање. На големо се опремува казиното на булеварот Илинденска во Тетово и покрај забраната донесена до управниот суд за отворање новој објект, каде треба да се приредуваат игри на среќа, реагираат од движењето против коцкање. На пресконференција рекоа дека изминатите неколку недели во локалот се донесени повеќе апарати, се уредува внатрешност и се поставува инсталацијата. Но и покрај ваквите активности, нашето движење нема да дозволи да се отвори казиното, лоцирано во близина на 2 средни училишта и на 2 универзитети. Додека тие што ќе продолжат со работа на објектот во Мала Речица без никакви соодветни документи и не ги земат во предвид нашите барања и барањата на граѓаните, им даваме до знаење дека многу брзо ќе ја сватиме силата која ги потржува, а тоа е крајната нивна злоупотреба која што ќе ја демаскираме со име и презиме. Од движењето до собранието има доставено повеќе амандмани поврзани со предлог законот за игри на среќа, кој предвидува казината и спортските обложувалници да бидат оддалечени најмалку 300 метри од институциите. Оттаму велат дека овој закон е скандалозен и преку амандманите бараат ваквите објекти да бидат надвор од урбаните средини. И им сугерираме да бидат предпазливи како ќе гласат,
да не го гласаат скандалозниот закон кој го донесува Министерството за финансии. Од движењето против коцкање на пресконференција излегува со тврдење дека речиси сите казини и обложувалници во Тетово работат на диво и без документи, затоа што голем дел од нив не се во состав на хотели, мотели или како самостојни објекти. Оттаму бараат затворање на сите нелегални коцкарници, во спротивно најавуваат масовни протести. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи рече дека за казиното на булеварот Илинденска нема дадено никаква дозвола за работа, но општината нема овластување да го затвори објектот. Истакна дека се во постојана комуникација со останатите надлежни институции со кои ќе ги преземат соодветните чекори согласно законот за затворање на сите нелегални објекти кои на диво приредуваат игри на среќа. Пожар на угостителски објект се случил во Тетово. 71 годишен жител на Тетовско Боговиње пак пријавил џебна кражба. Следува полицискиот билтен. Горел угостителски објект во Тетово. Пожарот избувнал вчера околу 8 часот и 45 минути на улица Вон Вардарска. Огнот најпрво пламнал на шанкот од локалот во приземјето на куќата, пошто брзо се проширил наоколу и изгореле 13 прозорци, 3 врати, голем фрижидер, тепих и друга опрема, а целосно се зачадела и внатрешноста, информира СВР Тетово. Со интервенција на тетовските пожарникари огнот е локализиран, нема повредени лица во пожарот. Се работи на утврдување на причината, околностите во кои се случил пожарот и се друго. СВР Тетово информира и за џебна кражба. Имено 71 годишниот РБ од тетовското село Боговиње пријавил дека вчера околу 9 часот и 30 минути влегол во аптека на улица Маршал Тито во Тетово за да купи таблети и на излегување го пресретнало непознато лице кое на брзина му извршило џебна кражба на 13.000 денари. Непознатиот се доближил до него, наводно да му помогне да не падне. За кусо време приведен и задржан 53 годишниот тетовец М.И. за натамошна постапка поради сомнение дека ја извршил кражбата. Во продолжение информации за две одделни сообраќајни незгоди, епилогот во двете повредени тетовци кои управувале моторцикли без возачка дозвола. Едниот од нив завршил на скопските клиники со повеќе фрактури и внатрешно крварење. И покрај секојдневните контроли на полициските службеници врз мотоциклистите, тие продолжуваат да ги прекршуваат основните сообраќајни правила, згорана се возат и без положен возачки испит. За најновата информира СВР Тетово, се случила вчера вечер околу 20 часот и 20 минути на автопатот Скопје-Тетово во близина на надвозникот за селото Требош, кога моторцикл Сузуки без регистерски таблици, што без возачка дозвола го управувал 33 годишниот тетовец С.А., загубил контрола и излетал од коловоз. Од излетувањето и паѓањето С.А. задобил тешки телесни повреди, повеќе фрактури и внатрешно крварење. Со медицинско возило пренесен во Тетовската клиничка болница и по укажаната лекарска помош итно е пренесен на скопските клиники. Извршен е комплетен увид, а причина за излетувањето првично е неприлагодена брзина според условите на патот. За втората сообраќајна незгода СВР Тетово информира дека се случила на крстосницата на улицата Иво Лола Рибар во Тетово вчера околу 18 часот, а во која учествувале товарно возило Мерцедес со тетовски регистерски таблици, управувано од 62 годишниот М.А. од тетовски Копачиндол и моторцикл Трува, исто така со тетовски таблици, кој без дозвола го управувал 19 годишниот тетовец Ф.Х. Со други возила, моторциклистот и неговиот 15 годишен сопатник пренесени се во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош задржани се за натамошно лекување. По извршениот увид се утврдува причината за сообраќајната незгода и другите поединости поврзани со истата. Со цел намалување на комарците на територијата на општина Јегуновце во период од 3 до 5 јули, почнувајќи од 9 часот до 3 наутро, ќе биде спроведена дезинсекција. Во двата последователни дена се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги превземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Времето денес предпладне беше сончево со слаб ветер од променлив правец, а попладне со локален пороен дожд и грмежи, особено во северните делови. Утринската температура се движеше од 11 до 19 степени, а дневната температура од 26 до 35 целзиусови степени.
Утре ќе преовладува сончево и топло време. Во попладневните часови со локален пороен дожд и грмежи, особено во планинските делови. Утринската температура ќе се движи од 13 до 20, а дневната од 28 до 37 целзиусови степени. Регионалните вести ги завршуваме овде. Благодарам за вниманието со кое што не следевте. Пријатно.